Не стивнува ситуацијата со бројот на заболени од COVID-19 во Делчево. Интересна е кривата на заболени неколку недели поред. Бројката од 25 заболени дневно е доста висока за една мала општина како Делчево, вели директорката на здравствениот дом Марија Глигорова. Бројка која што загрижува и многу често ја гледаме во извештаите од Министерството за здравство, иако има денови и по тројца и четворица заболени. Редовно се закажуваат и прават ПСР тестови, но има и доволен број на брзи тестови кои што се прават во здравствениот дом во Делчево. Значи, константно не е добра состојбата во Делчево. Постојано имаме, секој дневно имаме позитивни, иако во званичната објава на Министерството за здравство понекогаш стават многу мал број и тоа може да охрабрува, меѓутоа наредниот ден, да кажеме вчера имавме четворица или 5, наредниот ден се 15, 20 и неколку, во зависност од тоа како стигнуваат резултатите и односно како се обработуваат резултатите на терен. На терен тука добро се работи, епидемиологот и инспекторката за здравство ги обработуваат и брзаат да ги средат работите во општината, у смисла на тоа да ги изолираат на време, да дадат решение на време. Веројатно не се праќаат на време во Министерството, затоа имаме таква амплитуда висока, па ниска, никако немаме една права линија, него постојано имаме пат на и тоа дава лажен резултат, односно лажна надеж дека еве денеска имаме само тројца. Вие знаете, ние постојано контактираме со вас новинарите и даваме извештај. Ние веќе повеќе од месец дена, можеби 2 месеца тестираме брзи тестови. ПСР тестовите исто така ги работиме 2 пати неделно и тоа неограничено не ни се ограничени термини колку да пратиме, туку петок и вторник може да пратат и 50 и повеќе од 50 пациенти, а додека брзите тестови се на мој термин и се 36 дневно, сега за сега задоволуват тие тестови, секогаш се испод 36 бројка, во Делчево, Македонска Каменица 10, исто така задоволуват. Ако има потреба, имаме доволно тестови, можеме термините да ги зголемиме и да ги продолжиме, значи во зависност од потребите на нашите матични доктори, можеме да ги зголемиме. Сега, колку брзо може да се обработат и да се пратат во Министерство, затоа е таа амплитуда висока па ниска. Иначе, верувајте дека имаме многу пациенти и јас ги пратам не толку по позитивни тестови, колку што со тоа што се снимаат. За да се свати колку е алармантна и сериозна ситуацијата, говори и фактот кој го покажува бројот на направени рентген снимки на бели дробови. Ако пред пандемијата неделно се правеле по 20, оваа бројка сега достигнува и до 150 и 170 направени снимки неделно. 90% од тие снимки се направени на болни или сомнителни на COVID-19. Ние сме снимале во овој период, кога е период на настинки, на грипови и така натаму, сме снимале во неделата, да речеме по 20 бели дробови, 30. Сега снимаме 150 неделно, по 170 неделно. Значи се трошат снимки за бели дробови, нешто ненормално. Дури не можевме да предвидиме во тендерот за да направиме набавка доволно. Очекувавме бран. Очекувавме министерот за здравство постојано кажуваше ќе имаме есенски бран, ќе имаме. Меѓутоа не можевме да сватиме дека толкова бран ќе биде и толку рачунајте дека тие пациенти и контрола прават и се снимаат со бронхопневмонија, па една контрола, па друга контрола, така. Пациентите навистина се толерантни, ако имаат проблеми со кичма, со колена, хронични болни, навистина не доаѓаат и не треба да доаѓаат, затоа што во рентгенот постојано се снимаат пациенти со позитивни на корона, сомнителни и болни од корона. И добро е што не доаѓаат. Значи само тие што ќе се повредат, иако ние правиме постојана дезинфекција на рентгенот, после секој пациент, чекалната, меѓутоа сепак е амбуланта, сепак се во контакт и добро е што не доаѓаат. Така да можам да ви кажам дека ако денеска направиме 50 графии, тие се 45 се графии на бели дробови, што значи дека воопшто не стивнува. Тоа малку поголем увод дадов за да кажам дека
Имаме доста болни од корона, односно и со средно тешки, лесни симптоми и само позитивни. Нормално и само позитивните се плашат и тие се снимаат, така да имам увид дека имаме многу заболени во Делчево. Се очекуваше бран, велат медицинските лица, но ова навистина ги надмина сите очекувања. Нема повеќе ниту кластери, ниту пак знаеме од каде и кого да се заштитиме. Во последните неколку денови загрижува и гужвата пред банките, особено гужви кои што ги прават пензионерите откако слушнаа дека за да можат да ја користат помошта од 4-тиот пакет мерки што ја предвидува владата за пензионерите кои имаат пензии помали од 15.000 денари, треба да се извадат банкоматски картички. Здравствените лица повторно по кој знае кој пат апелираат да не се прават гужви и да не се прават групирања, како и да се носи соодветна заштитна опрема. Знаете, и Светска здравствена организација, и нашето министерство и Комисија за заразни болести апелира дека единствена заштита е тоа, носење на маска и дистанца. Ако е само тоа, стварно треба да го почитуваме. Не е нешто толку тешко што не можеме да го направиме. Апелирам барем пред банките, пред поштите, да не се групираат толку, да се на дистанца, за да го зачуваме општото колективното здравство и личното здравје. Надлежните од банките велат дека тие соодветно протоколите имаат поставено редари пред влезовите на банките, се прави ред при влез и излез и се држи растојание внатре во филијалите, но надвор од просториите на банките, тоест гужвите пред банките, не можат да ги контролираат. Тука треба да проработи свеста на самите граѓани во зачувување на колективното здравје.